На председателот Џо Бајден и на поранешниот председател Доналд Трамп им остануваат уште 6 месеци да ги убедат американските гласачи да им дадат втор мандат. Трамп ќе помине одреден дел во тоа време во Сојузен или Федерален суд, одговарајќи на 4 одделни обвиненија кои вклучуваат незаконско здружување на информации за национална одбрана и фалсификување деловни досиеа. Тој вели дека обвинителите се мешаат во изборите. Се беше легално. И тие го прават ова затоа што е политика. Сакаат да го изберат Бајден. Тоа е единствената причина. Појавувањето во судот го намалуваат времето на Трамп за кампања, но тој вели дека она што тој го нарекува политичка измама, само го прави популарен кај гласачите. Тоа е страшно. Страшно нешто што се случува во нашата земја. Се надевам дека на 5 ноември, најважниот ден во историјата на нашата земја, според моје мислење, кој се нарекува денот на изборите, тоа ќе се промени, затоа што овие луѓе ја уништуваат нашата земја. Републиканската партија последен пат го номинираше Трамп за председател на полувиртуелна конвенција во 2020 година во Северна Каролина. Овогодинешната републиканска конвенција е во јули во сојузната држава Висконсин. Пред тоа Трамп ќе треба да избере нов кандидат, меѓу оние за кои се верува дека се размислува за подпредседател се сенаторот од Флорида Марко Рубио, сенаторот од Охајо Џеј Ди Венс, сенаторот од Јужна Каролина Тим Скот и конгресменката од Њујорк Елиза Стефаник. Како актуелен председател, Бајден има предноста со настаните во Белата куќа за да го задржи вниманието на гласачите. Во текот на кампањата, Бајден станува се поостар во неговите напади врз Трамп, додека тврди дека ја направил економијата посилна. Изградбата на нови фабрики се зголеми повеќе од двојно во нашата администрација. Во меѓувреме, Доналд Трамп се уште мисли дека ветерниците предизвикуваат рак. Така каже. Патем, се сеќавате кога се обидуваше да се справи со ковид? Тој рече дека да вбризгувате избелувач во вени. Тој промаши. Сето тоа отиде во неговата коса. Демократската партија последен пат го номинираше Бајден за председател на својата полувиртуелна конвенција во 2020 година во Висконсин. Овогодинешната демократска конвенција е во август во Илинос. Бајден повторно се кандидира со подпредседателката Камала Харис, која води кампања за враќање на федералната заштита од абортус, што беше прекината кога Врховниот суд на САД го укина случајот Роу против Вејд во 2022 година. Доналд Трамп беше председателот што ја одзеде заштитата обезбедена со Роу. Џо Бајден ќе биде председателот што ќе ја врати заштитата на Роу. Пред денот на изборите во ноември, Бајден и Трамп се очекува да дебатираат и двајцата велат дека се подготвени. Не е одреден датумот.